Тетовци денеска имаа можност да даруваат крв во службата за трансфузиологија во Тетово. Како што велат оттаму, последниве години расте бројката на анонимни крводарители, што е и целта на ваквите акции. Покрај помош на болните, дарителите добиваат поволности во здравствениот систем, како и редовна контрола на крвната слика. Секогаш кога има потреба, вака одржаваме акции, со што земаме крв од дарителиве кои се способни да даруваат, а дарувањето е здравје за тој што дарува од една страна, од друга страна тоа крвта што се зема се контролира и се дава на тие пациенти кои имаат потреба за таа драгоцена течност. Со овие акции сакаме да ги стимулираме луѓето, односно да откорнеме тоа поранешно што беше фамилиарно дарување, да биде анонимно, значи не за одредени лица, туку за пациенти секупни кои се наоѓаат во болницава за нивните потреби. Иначе, ова анонимното дарување е најсигурно дарување, така што сакаме да ги научиме луѓето да дојдат да даруваат. Машкиве имаат можност секој 3 месеци да даруваат, женскиве секој 4 месеци. Крвта што се зема нормално се контролира од друга страна, така што тие што даруваат имаат една слика за нивното здравствена состојба. Од друга страна, дарителите што даруваат повеќе од 10 пати, државата овозможува тие да се ослободат од партиципација, така што има и некои други бенефити да не чекаат при шалтерите, а тоа сакаме да биде традиција на нас, сите што даруваме, да даруваат луѓе што почесто. Дел од денешните хумани луѓе дарувале крв речиси 50 пати, како што велат, целта е да се помогне на оние кои имаат потреба од оваа скапоцена течност. По пандемијата 18 пати дадено, сваки 3 месеци дадем крв, кој има не треба доброволец, како е тоа, така друго нешто тоа. Да помогнем на луѓето, на кому му треба, не му дадем крв. Крводарителните акции во организација на Црвениот крст се одвиваат повеќе пати годишно, но оние кои сакаат можат да даруваат секој ден во службата за трансфузиологија во Тетово.